Во ичегување на собраниската верификација на синоќешната партиска одлука на извршниот одбор која беше потврдена на партискиот централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, архитектот Благој Бочварски самоуверено го прифаќа предизвикот за министерска фотелја. По долго време Штип, познатиот најверодостоен политички барометар, сосема извесно е дека ќе лансира министер во извршната власт во секторот транспорт и врски. Благој Бочварски е едно од трите имиња на министри кои произлегуваат од третата изборна единица во која Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не победи на последните парламентарни избори. Дали политичката стратегија на државно ниво преку именувањето на новите три министри значи поголема посветеност, поголеми проекти со владина финансиска подршка, поголеми инвестиции во истокот, кои на некој начин ќе бидат гаранција за поголема гласачка поддржаност на социјалдемократската опција, ќе покаже времето. Конкретно Бочварски, кој изминативе 3 години беше татко на градот, изјави дека во негово време Штип доживеал ренесанса. Истата пракса ќе ја имплементирал на државно ниво, имал перспективни планови за препородба на позначени глобални инфраструктури и се што е во надлежност на Министерството за транспорт и врски. Она што меѓу другото им го вети на Штипјани е браната на реката Отиња, 3-децениска илузија презентирана како негова конечна проекција. Мојата мисија е да ја отвориме вратата на науката преку примена на сите модерни европски стандарди за изградбата на патната инфраструктура. Ке се посветам на изградба на автопатишта, експресни патишта и локални патишта на територијата на целата земја. Ке им помогнам на општините за реализација на што е можно повеќе проекти, а со тоа и развој на локалната заедница. Како архитект и како градоначелник имам стекнато искуство кое е многу значајно за оваа насока, за развојот на урбанизмот и за развојот на инфраструктурата во државата. Почитувани сограѓани, како и досега, така и понатаму, ќе продолжам да работам макотрапно за да изработам што е можно повеќе проекти за сите граѓани. Бочварски денес не соопшти кој ќе ја заврши неговата локално ренесансна мисија во Штип. Тоа остави простор за шпекулации дека негов заменик сепак ќе биде некој советник, односно советникот Јане Миланов. Се до октомври или ноември 2021 година, период кога е планирано одржување на редовни локални избори.